Ајде, Бојрум. Браво, добар ден. Добар ден. Добар ден. Сите сме слаби овде. Види малку тешко. Ама предишни. Дали ќе вози колата? Ќе вози како да не вози. Ова е југо. Не може да не вози. Го имаше. Те бери. Па да, го имаше фичото сега. Јас Да. го имам фичот. Имаше да фич. О, чек. Благодарам. Гледа со асистенција. Хо. Вуала. Добро. Чекај да се видиме кај сме. Добри, Ајде. има. Одлично, Има само место, да те озвучиме, не за нешто друго. Добро. Океј. Чекај да Го видам. изадам ова? Не, на појасот ќе оклајме, тука е некако неприкладно. Ето така. Супер. Марк, Вуала. ова и патот вистина е авантура да стигне до кај тебе. Па така е, па и авантурите на Марк, шо? Мислиш ти? Авантурите на Марк. Од каде дојде името не? Да, иначе јас си го зедов другар ми, пошто и тој го сака да готви. Добро. Многу е, да речам, хедонист. Љубител или Љубител, едонист, да. сака храна. Мгм. И си рекол, вака ќе си се најдете на заеднички теми. Успат ќе Така, се... да бидиме искрени, Да. тој често пати мене ме зема да ги плашам гостите тука одназад му рипам. Добро, како бодигард или Ама како... викам, да не го плашиме Марк, Добро. не смееш да изнервираш кувар, не знаеш кога може да те отруе. Не, ја не сум, ја многу сум, Така многу сум имам кам разбрано. човек. Олалалалала. Многу трпам, многу сум, улала, за тоа треба многу за да ме изнервираш, на вистина. Викат, ако те намери кувар, Аха. те земи на удолу на лошо, не знаеш вика од која кафана може да цирни од кујната да те види да те отруе. Да, тоа е во Македонија. Да. Тоа е Македонија сигурно. Не, јас доаѓам од Белгија, вие го знаете тоа. Јас 45 години живеев таму и на вистина таму е малку по друго, по калм. Не сме толку темпераментни, да кажеме. Ако го имам тој малку, да кажам, темпераментот што го имаме од Македонија, од и пола македонец, Нормално, пола да, мора белгјанец, да... малку ми е, ама многу сум калм. Трпам Така, мора да све. оце смирение, што би се рекло. Точно, така. Да. Кај место живееше таму? Јас ви живеев во Брисел. Да, Брисел. Во Брисел, Брисел, да. Да, главниот град. Вака Скопје, генерално, да речам, се не знам овде јас ке дал да му стопиште прв пат, сума, ама ќе си возам, ајде. Од каде сакаш можеш да одиш? Да. Скопје е генерално, така да речам, хиперактивен град, Битола е малку посмирена. Да, имав прилика да одам Да. неколку пати до Битола да видам малку таму. Многу убав град. Многу ми се Убав град, допаѓа, малку различно, тој Корзо, каде Аха, се широк сокак. широк сокак, да, каде се шетат убави луѓе, убави све. Не, убав град, ми се допаѓа, навистина. И посебно за храната, и таму имав прилика да одам во неколку ресторани, убава храна има. Да. Убава. Добро се, знаеш како тука Пелагонија, тука ти имаш еднаш изјавено дека во Битола, кога си дошол во Македонија, тука си пробал органски производи, свежи, Да. пиперки, крастајци. Не е пример така во другите држави, да имаме толку, да речем, природни... Да ти кажам право, знаеш, во Белгија имаме се. Имаме. Имаше, Да. јас живеам сега 11 години во Македонија. Македонија ми е дома. Да кажам порано кога живеев во Белгија, имаше све. На вистина. И све е исто. Копи-пейст. Земаш гајба домат, сите се исти. Земаш гајба краставица, сите Се се исто. исти. Пакувани, мирис нема толку. Ама ајде, вкус како имаше. Имаше и органско, ама органското во Белгија е прескапо. Да. Прескапо. Овде, ја мислам од 80-90% од све што го имаме на пазарите и свето е органско. Да. И на Па гледаш и вистина, дома луѓето онака бавчулиња си имаат, па малечки. сите и овде во селото, Да. овде, знаеш како ми е убаво мене, кога одам неколку пати во дуќанчето овде, луѓето од селото ги продаваат таму доматите и све. Да. Како се убави, Така е природно. ама не личат, за да личат не личат, ама преубави се, превкусни. И навистина мојот начин на готвење и на јадење се смени кога дојдов во Македонија. Да. Ти Да. си веќе професионален готвач. Одамна, да. Одамна, да. Ама кога беше мал, вака, родителите те препознаа дека имаш желба за готвење, те поддржаја. И јас сум пораснат кај баба ми, секогаш го кажувам тоа и навистина така е. Од кога сум роден, од кога имав 1 месец, мајка ми ме остави кај баба ми и пораснав кај баба ми до 12 години. Затоа баба ми ја гледав чатпатфа. Не секогаш оти баба ми, дедо ми, мајка ми се, они сите се македонци. Да. Ама знаеш како е Македонија, како се македонците, баба или мама готви Да. и децата или дедо и таа, они се надвор од кујната. Навистина одев чат-пат кај баба ми, сакав да гледам како готвеше и све тоа, ама желбата не ми беше од кога бев мал. Не, многу сакав да Покасно ја, себе? да, многу сакав да јадам, оти пак ќе кажам пораснав со македонски специјалитети, ама никогаш не ме интересуваше повеќе да кажам. Сакав да бидам јас повеќе инженер, меканичар, такви ствари сакав. Да. Многу сакав техника. Југо да, имаш возено? До сега уште не.
Не. Фичо, такви ствари, да, ама југо уште не. Знамо ти тоа е дел, да кажеме, од историјата, да, приказната од Југославија. Југославија, Југо, Фичо исто, застава све тоа. Која кола најмногу ја сакаш? На кој бренд најмногу, така да речам? За коли? имаш кеф? Да. Бе да ти кажам право, ја ги сакам убавите коли, ги сакам едноставните коли. Имам за Фичо кога дојдов во Македонија. Почнав да возам со Значи Фичо. за застава си и ти како мене. Застава сакам. Купив две, сакам да ги реставрирам и све. На крај, од немање време и тоа, ги продадив пак. Ама желба ми е понатаму. Ама да сакаш коли сепак, да. Уживам во колите, да. А мотори? Сакам колите. И мотори исто. Све сакам. Све што има мотор Све го што има сакам. мотор. Да. Од јас сум малку мрзлив човек, не многу сакам да пешачам, а повеќе сакам да одам нешто со мотор и све. Да, навистина сакам. Имам неколку коли. Имам. Да не кажам оти, ама имам неколку коли, оти ги сакам колите на. А што мислиш за овие коли сега новите што се на струја? Новите на струја не ми се допаѓаат. Јас повеќе сум за За брчи. пола. Не, пола. хибрид. Хибрид, ете така. Знаеш, струја, Да. те снема струја и шо правиш? Може да земиш така? Не, хибридот за мене е Имаш две најдобро опции, решение, да, ете така. Возиш, се пуни. Супер. Да, Што сакаш подобро? да. Инаку си Баш размислува куварски. Аха. Куварите не ќе струја. Не. Клин или Клин. дрва? Комбинација, обавезно, ми ако едно не оди, другото оди. Ете така. Струјата, чат пат се снемува струја во стопиште. Аха. И денес во 21 век како може тоа да се случува? Замисли тоа за колите, нема струја и што правиш? Па не знам, тоа Па не може, возиш. може да е битола крива, знаеш што ти битола ја произведува струјата, па Како се вика Ние уште да сме таа криви. централната како Да, рек битола, да, рек битола. Ние може па ќе падни блокот и после нема струја цела Не знам, Македонија. може некој краде кјумур или нешто така, нема кјумур, ајде. И толку Не оди струјата. више, да. Ете така. Марко, ќе работиш да речем на некои рецепти. Да, Верувам дека некога си читал, си учел, ама сега веќе на креативност оди тоа нешто. точно. Што е подобар рецепт? Да го направиш колку што може покомплициран со милион состојки внатре или нешто поедноставно? Не, знаеш што ти едноставното е најкомплицирано. Чудо, ама така е. Многу луѓе готват, додават зачини, и на крај више го немаш вкусот од почетокот. Да. Може да прекомплицирано, ама луѓето сакаат да имат вистински вкус во уста. Јадиш паклиџан, фај домат, да го имаш вкусот на домат. Јадиш компир, да има вкус на компир. Све може да додаваш, а на крај немаш више вкус од што Да. јадиш. Точно Не, затоа мислам не. дека медитеранската кујна најмногу ја почитува Ете заради така. тоа што секој вкус внатре се одделува, нели? Точно Ако така. има маслинка, ја осеќаш Маслинката. маслинката и доматот, иако се заедно се осеќат посебно. Посебно, ете А тоа. кај нас обично знаат во манџа да истурат се што може да се. Турлитава е македонско специјалитет. Не македонско, од потекло да кажеме турско, ама иде. Турската кујна е основата на македонската кујна. Дали си броел, дали водиш некаква статистика, колку имаш твои рецепти со подпис? Буквално, Марк рецепти. Марк рецепти немам, да кажам, ги измислувам на моментот. Јас сум човек што многу сака да менјава, многу сака да истражува и ги мешам така вкусовите и немам посебен рецепт моја. Имам сега еден кувар Значи, кој ќе ти изготви Марк, тогаш е Марк рецепт. Да. Ете така. Јас сум повеќе, да кажам, делот на уметник, Да. со искуство, со све што го имам од порано, ама сакам да на моментот да ти направам нешто. Да, ти си готвил за многу делегати, Да. за НАТО, за Да. така да речем дипломати, видни Точно. личности. Точно. Си чувствувал притисок во тие Никако. моменти? Трема да не сгрешиш нешто? Никогаш. Да ти кажам право, ми е чест и задоволство да готвам за такви луѓе. Има добри, има лоши, како секаде. Притисок не. Оти, пак ќе кажам, текот на годините те правда да бидиш на рад со сите и со сите луѓе. За мене не важи политика, не важи ништо. Околу масата сите сме исти. Точно. Ми е лесно за мене што можам со такви луѓе да разговарам, не кажам да на исто ниво, ама како луѓе. Да. Ете тоа ми е. Сите исто џвакаме. Ете така. Исто одиме после во WC. Вола. Ете така. Ете Не, за мене сите сме исти за тоа и кога збориме за храна, храната не доближува и мене ми дозволува да имам контакт со многу луѓе различни и све тоа. Да. Да. Кога беше мал, сонуваше дека еден ден вака ќе станеш добар, успешен, готваш, дека ќе има собствено шоу, Не, емисија. никогаш и да ти кажам Никогаш право не го очекуваш, Не, да? и пред да дојдам во Македонија не го очекував тоа. Не.
ми дојде тоа така и навистина ми се допаѓа и сега не можам више без тоа. се го како да кажам, го пробав тоа и више ми е во крвта и тоа е тоа. Тоа е дел од мене и не можам без тоа. Не. Како си задоволен од тоа како се одвива твоето шоу? Многу. Од емисијата, мислам, бидејќи сам си го почна, ти беше Да. дел од еден телевизиски формат, заврши Точно. тој дел и се Да, продолжи. Да, доста. сега ти колку се чувствува задоволен и дали си успешен, дали ти сам сметаш дека си успешен? Презадоволен, никогаш не задоволен од што го правам денес, сакам повеќе утре што ќе правам, оти секогаш може подобро. Така е. Да, се гледа оти текот на емисиите што ги правев првата сезона, втората сезона и сега третата сезона, се менјава. Да. Многу сакам да менјавам. Исто како во мојата кујна, не можам да правам секогаш исто, ми е монотон. Треба да има нешто ново, нешто, да, различни тема. Темата се околу храната, Така е, обавезно. Ама мора да има промена. Ете Така е. тоа, да. Да, кога вака, бидејќи ја делиме малку слична да судбинот и јас бев во телевизија, да речем долги години, фака се Океј. продолжив сам на себе. Добро. Луѓето се тргат некако од тие телевизиски формати. Мислиш дека веќе телевизијата како медиум Телевизијата како медиум има две различни, како да кажам, гледачи. Има бабите, Да, и повозрастни. децата. Меѓутоа, младите се повеќе на социјалните мрежи, повозрастните немат многу време да гледат телевизија, работат и све тоа. Треба да се адаптираме. Треба да бидеме секаде. Да. И на телевизиите, и на социјалните мрежи, YouTube, другите канали, све што го имаме на располагање. Треба да бидеме секаде ако сакаме да бидеме успешни. Да. Да. Ете, ова е во Скопје малце со свирење. Па тоа е, нема никој на патот, ама треба да свири. Да, Јас Мора. имам едно интересно прашање до Ајде. Ајде. Спомна дека си готвел нели за политичари, за дипломати и така натаму. Малку луѓе знаат дека уствари има протокол. Дали Точно. може да објасниш што е протокол? Некоја треба да ја проба храната, нели, пред да ја Не, јадат тие, пред- или треба да однесиш детално мени што ќе сготвиш претходно, Е, тие така. ги набавуваат состојките или ти, колку е то, да речам, Зависи што каде. контролирано. Да, контролирано е, обавезно, зависи кој сервирам, со кој за кој готвам. Така. Имам секогаш една листа од луѓето што се алергија, што имат алергија, или не сакат да јадат тоа и све. Прво тоа е основа да знам кој е на маса, некој што имат како алергија и како што не сакат да јадат. Прима тоа, правам едно мени. Го праќам менито за одобрење. Ако е одобрено, окей, супер. Јас набавувам све. Јас сакам да бидам одговорен од што За давам квалитетот. на маса за квалитетот. Секаде јас одам, набавувам се. Може други да го прават тоа. Така беше во Белгија за други причини. Овде јас одам и си ја набавувам се. Протоколот на маса, некој што доаѓа да проба, се случи. Ретко. Поверењето е тука. Не работиш за амбасадори, не работиш за луѓе на високо ниво без да бидеш контролиран. Така. И точно. тоа мора. Сега да влеземе во деталите и све тоа. Да, не тоа остава на службите за безбедност. Да, точно така. Марк, кој нема за микрофонот? Кумбе, кој ќе си, да речем вака, на терен, кој ќе работиш, кој ќе си работи својата работа. Се среќава сигурно и со многу карактери, со многу луѓе, со многу Така кажав, ситуации. има добри, има лоши, па Да, има да. добри, има лоши. Да речем, има некоја ситуација која ти оставила така да речем некој комичен впечаток кај што нешто си се смеел и си се навраќаш да речем на тој момент да се потсеќаш да се смееш на нешто што ти да речем што била комична ситуација во врска со тоа што си работел. Да споделиш некоја таква ситуација. Комична ситуација. Ми се случи овде во Македонија неколку луѓе што не знаат убаво да се држат на маса и све тоа. Се смеам да не ги кажам кои се што се, ама има такви ситуации што луѓе што се на маса малку пијат повеќе, не знаат убаво да се однесуваат на маса, мешат филушка, нож и све такви ствари. Па има. Нема да кажам кој што, Да, како, нема да спомнеме ама имиња. да. Мама ми се случи неколку пати такви ситуации. Тоа е, и го има и во Белгија, Секаде. го има секаде. Има такви луѓе посебни што се мислат оти се, а не се. Да, како треба правилно и културно да се однесува човек на маса? Право и Кој ќе се- културно на да. маса, да се почитува сите луѓе што се околу тебе. Прво и основно се почитува гостинот. Да. Се почитува човекот што е на твојата десна. Има протокол на маса. Се знае кој почна да јади, кој почна да збори. Има протокол на тоа. Да. Мислам оти кога си на тој ниво, има луѓе што се советници,
што се одговорни за такви протоколи, што те учат. А кој те изнервирал најмногу кога си работел? Ме изнервира. Кажа дека не се нервираш многу, ама ете, кој те извадил од нема, контекст? да ти кажам право до сега, нема ситуација не, што треба да чекам, што треба такви ствари и све да ми се случи, ма никој не ме изнервира да кажеме на до тој степен да фрлам крпата и да кажам чао, да си одам. До сега уште не. И мислам оти тоа нема да се случи, оти како кажав висок имам ниво на трпење и можам тоа да го голтам. Да. Ајде се вака, за на кај тебе, на Прабодина? Може овде. Лево? Лево, Само да се борам малце со Скопје. Нема проблем. Па, да ти кажам право, ја 11 години сум тука и уште се борам. Се бориш уште? Па да. Знаеш, Брисел си е Брисел, 45 години живеев таму, сите улици ги знаев и по име и све. Овде ги знам улиците, ама имињата не можеш некако. Не можеш уште. Доколку останеше Брисел, дали би бил поуспешен од ова што си тука? Да ти кажам право, не знам и не сум сигурен. Оти Белгија да не забориме, Белгија е Белгија. Белгија е 11-12 милиони жители и све тоа. Друго е да се правиш име во Белгија. Белгија бев успешен. На Европа. Па не само тоа, ама успешен готвач бев, има ресторан, ама има и пуно други луѓе. Да, начинот на готвење ми е француска, ми е белгиска, ми е европска кујна, такви ствари. Таму направив неколку надпревари и све тоа. Ме познава, бев неколку пати на телевизија, ама нема веза со Македонија. Не. Малце потопли се тука луѓето, а? Малце повеќе. Малце повеќе. Кафаните мислам. Овде, да ти кажам право, да, кафаните се сегаш пуни. Од почеток тоа ми беше чудо. И ајде се, може ја не сум нормален или има нешто посебно што се случува овде. Луѓето кафана овде е традиција. Ова е во навиките. Ако не одиш во кафана, не си нормален човек. Не си нормален така. Ние дојдовме во Скопје, прво нешто ајде во кафана, Што ми беше чудо од почеток, одиме на кафе, чекај, кафе. Кафе? Не, кафе пиеш пиво, да, кафе. Во Белгија одиме на пијачка, одиме во Боханве, да не пиеме на чаша. Така, кај на кафе. Не се кажува ти ќе пиеме кафе. Се знае Белгија се пие пиво. Да. Кај е подобро? Највкусно пиво? Во Македонија? Не, во Белгија. Во Белгија јас сакам лев. Лев, навистина тоа е првото пиво што ми доаѓа, мене лев и бланш. Бланш, бело пиво така. Темно, не темно, ма матно така. Многу баво. И во Македонија. Јас месец и пол во Угарден. И тоа пиво до ден денес е Вала, ла бланш Угарден. Тоа ми е второто мене. Така сега, Марко, дојде моментот на дарување. Јас многу сакам да дарувам во југото. Да, и ти? Ајде. Сега да дарувам. Ама види се, јас ова што ќе те дарувам, сакаш некиш ќе мораш да дојдеш до Битола. Океј. Значи, пошто на очарчиња гледам си носиш, имаш од оптика диоптрика, 15% попуст, да си земиш вечер, има многу брендови, Ајде, со задоволство ќе дојдеме до Битола, ако треба да дојдеме до таму, ќе ги видиме. Ајде. Дојдете и ќе се прошетаме заедно. Супер, со задоволство. Патот е трнлив до Битола, пошто гледаш се гради тука. Да, мислам ти го менјават сега патот го прат до Прилеп, и од Прилеп ќе прат до Битола. И дури да стигнеме до Битола е малце предизвик. Затоа од кај Јуцо Solution малце ваучер за колата. О, супер. Ако нешто треба, третманче едно друго на колата. Одлично. И тоа треба да додам до Битола. До Битола, се е Битола. Само битолски фирми ме поддржаа. Само битолски фирми. Ама ти си светски човек. Така е, се надевам дека веќе имам и од другите градови некако што ќе сака да ме поддржи. Фала многу за воучерите. Уште има. Уште? Чекај. Давај ја назад. Ќе те носам на третман во Ива Бјути центар во Битола. Третман не треба, сега више годините поминуваат и мора малку да се прави, да се тегне нешто, да се прави добро. Ајде, фала Ива. Кажи ми дали имаш миленичиња. Имам еден куче, не го виде? Го видов. Да, Арон моето милен. 5 плюс ти доделува храна за твоето кученце. Има и за мачевна трепуса. Има куче од шеф на кујна, Ето така. Ќе видиме, ако ги сака, тоа ќе го покажува ти е убаво. Ете, таман ќе ни фотографираш и ќе ни пуштиш. Точно. Давај уште кумбеше мама. Уште? Парфемерија Ноир ти доделува парфемче. Браво. Тоа за супругата или за мене? Па не знам, ќе видиме. Ќе видиме. Добро. Ќе видиме или машко или женско е внатре, не знам се назад гужба ми е малку. Океј. Да. Океј, уште? Многу поклони се. Еве ти ранец да си ги собериш. Супер да ги соберам. Од тргот 24. Одлично. Тоа ми фалеше да ги носам сега сите поклони во едно како се вика во едно ранче. Ранче, ете така сега ќе ми биде многу лесно. Фала многу за сите. Фала сите поклони.
Ова така оди да речам процедурата кај мене. Секој сакаш Фала. можеш долу да си ги Ке поставиш за да не само ти това смета. тупка И и после ќе се ке... следиме. Таман ќе возиме на кај тебе. Југото не е мал, ние сме дебели. Ама тоа значи дека сме среќни како луѓе. Да, Јас сум висок, додуше многу дебел, не се чувствувам. ме изнегуваш така, оти Марко си стегнат така да. Тоа толку ме вери, толку е просто Тоа е, ама ти позади како дошли? Супер ми е, супер. Тој е учен, таму назад има и Добро. лежено, испиено и се. Окей. Да, Добро. Добро. Имаше едно точаче, ти те гледам вози со тоа точаче, ето на малечко, знаеш, точаче на струја. Не, јас ги имам на позајми, ми ги позајмуваат. А ти ги позајмуваат? За емисија. За емисиите, ти имам гледано со емисијата. Да, возам точачињата и све, возам скутер електрично, све возам А. од нив од доле електрики. Они ми се неподржувачи, а onda се соработуваме, ми ги стават за снимање, за да имам тема, Да. кажеме од почеток на емисијата, да се шетам малку да биде тоа електрично, да Да. биде да не загадува, да не ете тоа дел. Оти почнавме ние со Фичо електрично, а? Да, електрично Да, клуча, после кампер и после камперот сега точак. Значи сепак со патување некој тако. А ова трета сезона сега ќе си ја тераш до крај, така? Ќе се После терам до имаш крај. некакви планови за Сакам да терам уште неколку години. Оти мислам овој Значи концепт. истиот концепт ќе си Да, го водиш. мислам оти овој концепт што го направив третата година, третиот концепт, најповеќе одговара на мене, на гледачите, оти навистина луѓето се осеќаат полесни. Имаме една тема од почеток, втората тема е кај мене во кујната, многу сакаат гледачите да ме гледат како готвам и све тоа, Да. и тоа ме фалеше. Што го немаше во првата сезона, втората сезона помалку оти почнавме во втората сезона на крај да уметниме и кујна и тоа. Многу сум среќен оти партнерите ми дозволија да ми направат кујна, да ми направат убаво место каде можам да го снимам и све тоа. Одлично. И тоа е тоа. Ме сакам да продолжам на тој начин, на тој концепт и Значи уживам. тебе те влече и шоу бизнис, ама те влече и кујната, си направи нешто заедно. Кујната ми е љубовта. Не можам без тоа. Не можеш без Не тоа. можам без тоа. Не можам без мојата љубов, ќе е мојата омилена половина сопругата и не можам без мојата. Кога веќе ја спомна сопругата дома, кој готви? Јас. Да. А таа готви нешто подобро? Она подобро готви традиционални македонски јадења. Аха, тука не можеш ти многу, а? Не можам, ама многу се убави што више ги прави. Она и за тоа не се мешам, ја оставам, ми готви за мене и тоа е тоа. Може да се качиш од овде, да. Сега ми се враќа сликата веќе. Да. Тоа е тоа. Не, македонските традиционални јадења се Василка. Ајвар правите по дома? Не. Она ми правите кажа, купата? она ги прави од почеток на годината и ги става по маркети и ги земуваме кога ни требаат. Готови, да. Нема проблем тоа. Ете така да. Си имаме голема резерва. А не е подобро така дома да се направи ајвар? Све е подобро домашно. Ма треба да имаш време, волја Да. и тоа. На крај Немеш ќумбе, што го викаме. ќумбе, ќумбе тоа е важно, немам ќумбе дома. Ја виде куќата е модерна, имам модерна кујна, имам две кујни од семе нагоре надоле, имам 7 печки, можам да готвам пуно ствари дома, ама не, ајвар, имав прилика да го направам еднаш, ајварот, и многу време зема, да. однесу, ти одземува, да. Ако сакаме да биде вкусен, мора многу време да. Мора. Тоа време кога готвеле, да речем, луѓето имале време на претек, не е било вакво брзо време како сега. Нешто имале време, ама морале да се снајдат и да најдат време Да. за да го направат тоа. Тоа е една основа за нив за да имат како да кажам намирици за зимото. За зимото, За да. зимото, да. Тоа е. Да. Не, они уживаат тогаш, има што не ужива, ти морале да го направат, ама Точно. тоа е. Ама навистина да продолжат со такви традиции. Да. Македонија е полна со традиции што мора да се почитуваат и да се продолжуваат. Ти сакаш да помагаш и на многу млади луѓе кои што сакаат да почнат со кулинарство, еве вака тие што ќе не гледат, луѓе кои што сакаат да почнат со професија како твојата, што ќе му препорачаш на што да се внимава, што да се пази? На сите им препорачувам прво и основно да имат љубов кон кујната, да сакат да готват, оти ако немат љубов кон кујната да прават друга професија. Кујната е тешка, кујната е споделување од вашата љубов, од што ја ставате во тањирите, во све што готвите. Второто да бидете многу прецизни во работата, да игиената да почитувате. Трето да патуваат, да одат и надвор од Македонија. Да искусат нешто ново. Да, Македонија е полна со убави како да кажам ресторани и све тоа што готват, ама пак останува ограничено на македонската храна и традиционалната храна. Да. Готвач треба да учи, да се се отвори, развива, да. да се отвори на светот
да патува и да се врати после во Македонија и да го споделува тоа неговото знаење што го учеше во меѓувреме. Ете тогаш ќе биде успешен готвач и ќе си прават пари како сите барат. Да, мора за да си правиш пари, мора да бидеш различен од другите. Ако не си различен, џабе, си Да. ист и тоа е тоа. Така, и уште за крај вака да те прашам, сакам кој ќе нешто готвиш, си го направил да речеме, ама можеби си сгрешил нешто од поќе некоја состојка, да си бил несигурен, како после го вадиш рецептот за да ми излезе? се случи, мислам до сега 2-3 пати да не биде успешно што го готвев, Аха. не заради грешки, заради недобро Недобар производ? расположение. Не, недобро расположение. Аха. Чудо. А тоа е чудо, битно, да, да, исто. чудо, ама така е. 2-3 пати бев малку по-нервозен, да кажам и све, Да. а не го успев. А не ми се случи тоа. На работа ми се случи тоа дома. Аха, дома. Да. Епа добро, дома не е страшно. Дома не е страшно. Само жената може ама да не, вика. Ама не беше вкусно. Епа тоа. Да. Да. Не, и, имам среќа до сега, све што го правам е убаво, е вкусно. Да. И неколку пати ненамерно, уште Да. поубаво е. И тоа е интересно, да. Спонтано да излезе. нешто Сопругата интересно. секогаш кажува, Марк готви најдобро кога го празни фрижидерот. Тоа ми е импровизација, тоа ми е измислување на моментот и на вистина неколку пати чудни вкусови мешани прават нешто преубаво. Да. Марк, ти благодарам премногу што беше гостин во Јукцето. Со мене ми беше задоволство. Да, долго време се договаравме, ама еве Па. најдовме термин. Знаеш, секогаш се кажува, кога сакаш нешто не може да го имаш директно. Да. Не, и уште повкусно е кога го имаш после. Ете така, Па мислам и гледачите што те гледат, ќе бидат задоволни, ќе поминат убав момент. сигурно. Да не слушат, да ме слушат, да те слушат, па да не слушат. Така. Се трудев да не се повториме. На вистина секогаш интервју знаеш Марк порано. Не, овде разговаравме нешто Поинаку малку. Ете така. Баш ми е мило што имаш таков печаток. Да. Сакам и тоа да го постигнам. Фала ти уште еднаш. Те очекувам во Битола да дојдеш, да си поминеме еден веќе- убав битолски ден. Ќе мора да дојдам, Ќе ќе мораш. мора, Јас мора да ќе дојдам. Ето, Да. кумбата ќе ни Еди, готви, а ти ќе го добро. оцениш. Договорено? Океј, со големо задоволство. Ето Договорено. Фала ви на сите што не гледавте. Поздрав. Ве сакаме. Ајде.